Ја прашам. Текстот на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. И добро вечер, почитувани гледачи, во втората епизода или трета или четврта или втора верзија од втората сезона, како сакате да наречете. Од сега, како што најави во претходната емисија, ќе имаме втор термин на тешки муавети, и тоа сега во среда, секоја среда од 21 часот. Нов редовен гостин во емисијата Тешки муавети во изданието Среда Edition, така наречено, ќе ни биде градоначалникот на општина Карпош, еден од најискусните политичари на македонската политичка сцена, можам слободно да кажам, неколку пати министер во владата на Република Македонија, член на Сојуз на младина на Југославија, ако не се лажам. Председателство на младина, 4 пати градоначалник, лидер 2 пати сам победува. Лидер на партија и 2 пати победник, како да кажам сео, да не звучи вулгарно. 2 пати сам им извади нешто на сите политички противници. Господин Екимовски, добро вечер, добро дојде во Тешки муавети. Јас не сум извадил ништо. Не, извади, сега да кажам, извади резултати. Граѓаните ги поразија другите. Ама не, Фрчко вика дека ти си делел 300, како беше? 300 решенија за градба или дозволи, и така си победил на изборите сега. Види, Фрчко ако го имал рецептот за победа, што не им го кажал на неговите другари од СДСМ, па ќе победели и они. Па зашто ја со тој рецептот. Мене не ми е јасно зашто и Фрчко ако ги има рецептиве не се кандидира за некоја функција. Види, Фрчко е познат по така интересни реторики, ама за жал никогаш ништо не погодува што ќе се случи. Он е вака бајковит кога дискутира, ама прогнозите обично му се чисти промашувања за 180 степени. Така да Значи ако Фрчко нешто каже, да знаеме дека спротивно да ги се случи, да бидеме сигурни. Па на пример викаше дека универзитетот во Тетово е мртвородено дете, а ние имаме близнаци сега, и Штулов и Тетовски. И Тетовски, да. Мртвородено дете, така. Да. Значи вака, а Фрчко ако од Фрчко слушнете на кого да ставите И утакмица, ако бидеш министер за внатрешни работи, ти го рокнат председателот, ти го дигнат у воздух. При тоа има и жртви. И се уште не е најден сторителот на атентатот на една прекрасна личност како што беше Киро Глигоров, еден питом човек, кога него посегнаа да го убијат, веројатно немале толку причина. Јас мислам дека повеќе биле екзибиционисти, меѓутоа знаеле дека има слабо обезбедување, односно слабо поставени служби за кој што он бил најодговорен. Така да мислам дека... Ама не видовме никаква одговорност од никого за тоа. Не излезе никаква информација. Едно време Љубе Бошковски дигаше чалам дека ќе излезе со некој... Мешање по песок по припор тамо бара. Да. Така да не е он репер, мислам, не вреди за. Не е репер, ама некако... А формулата топло како се победувало во Карпош му ја препорачувам да направи еден семинар, бидејќи е професор, и да ги поучи идните кандидати на Социјалдемократскиот сојуз на нови избори, нека патентира, нека го купат тоа што наводно јас сум го направил во Карпош. Не знам, или па не се кандидира сам. Со 300 решенија за ја градба многу зборам и он многу збори, така сме тука слични. Така да само што ја имам повеќе искуство во победи, он нема, он во губење има искуство. Он вака тепа жени по Паркинзи, вајда по тоа не сте слични. Па добро, он тепа и деца. Да, тепаш и деца на мислам дека децата ќе го исплеска, ама му има респект како професор, се изненади, а иначе знам мажи што го тепале, така да. На Фрчко? Да, на кошарка, шамарчиња му делеле така. Јам слушнато за таа приказка дека му делеле по 2-3 шамара. И после више никогаш не дошол да игра кошарка. Му одмилела кошарката. Да, затоа и така висина таква има развиено.
Очигледно. Како се движи ситуацијата во Карпош? Каква е откако ја превземавте општината, имавте еден мандат вака во мирување на одмор, каква кондиција е Карпош? Па тоа мирување морам да ви кажам дека многу убаво ми дојде. Да од битки, напади од сите страни, борби, оцрнувања, афери, имам 83 стана, во првите 10 дена ќе ми најдат 2 милиона евра криминали и така натаму. Значи, убаво дојде тоа, за да си легне, маглата полека си се спушти и остана срамот на тие што тоа го зборува. Остана, се виде дека не било лесно да се води општина. Се виде не било лесно и да се организира таа општина. Се виде дека ништо не паднало од небо. Карпош од водечка општина во Република Македонија дојдена е на, ако ви кажам, кога го усвоивме буџетот за оваа година, мислам дека ред е да ги почастам советниците еден ручек. Општина Карпош нема ни ручек да плати, па молам спонзори да не спонзорираат, до тамо е дојдена. Општина Карпош денеска да има повеќе пари и чаир, и бутел, и газибава, и кисела вода. Јас знам за една ситуација. Шутери заради него рачуна ми Сарај, значи ние со Ѓорче сега сме на опашката. Јас знам за една ситуација таму во која што неколку луѓе кои што се промовираат себе си за социјалисти, за луѓе кои што ја следат таа идеологија, кои што впрочем во период од само неколку месеци ја промени идеологијата тотално и еве слушам станали капиталисти. Сега нема да именувам за кој се работи, ама знам за онаа ситуација, можеби нема да ја коментирате вие, околу дупот во која што е уцртана една бензинска пумпа. И сега таму, колку што јас знам, се работи за ситуација во која што општината би можела да биде оштетена за 15 на милиони евра, блокирана. Многу ми вртевте, па не може да... Па би била оштетена за околу 15 на милиони евра, доколку тоа земјиште повторно не му се понуди на оној што го купил. И сега знам јас за еден човек кој што дал наредба до неговите советници да не гласаат за таа дозвола, за тоа земјиште да му се понуди повторно на собственикот, со што би била обштетена општината за 15 на милиони евра. Добро, почнуваме, како да кажам, со некоја негативна тема, не со весела, но еве, должен сум да ја објаснам. Значи, во текот на 2015 или 2016 од повеќе собственици кои што работат во делот на нафтени, снабдувањето со нафта и нафтени деривати, често пати доаѓале кај мене како градоначалник со барање каде би можеле да направат бензинска пумпа. Една бензинска пумпа која беше вцртана на просторот кај поранешно ресторан Влае до старите бараки на општина Карпош, што е денешна Окта. И јас искрено не бев многу среќен со таа бензинска пумпа, меѓутоа денеска се покажа дека таа многу добро работи 24 часа и е некако стана култно место за карпошани. Да, централно место, точно, да. Се собра, значи она некако својата функција, видите си ја оправда. И по аналогија на тоа имавме едно размислување на улица Московска, да цртаме кај што е денеска зградата на Чифриганец, односно на како се вика Дора инженеринг, до пазачето. И тоа се побунија граѓаните, добро. И одлучивме на булевар 8 септември од бочната страна, значи на базенот Борис Трајковски, тој дел е слободен, сметајќи една од левата, друга од десната страна, нормално. Продаваме земјиште, ќе земеме пари, буквално е надвор од од оној урбаниот дел, каде што ја поработат 24 часа, нема да сметат на граѓаните и така натаму и сме ја погодили работата. Имаше таков интерес, се појавија 5 компании, Мак Петрол, се појави Окта, се појави, не знам како се викаше фирмата, мислам дека е продадена на Маса Ромерагич, се појави Пуцко Петрол и не знам уште еден кој беше, значи 5 фирми се надпреварува и
постигнавме извонредни 2,6 милиони евра за мала пумпа. Зошто мала пумпа? Зашто има два стуба со овие пиштоли за полнење, а има бензински со 4 столба и има со 6 столба. Значи за мала пумпа, кога земавме 2,6 милиона евра, еден од нив рече, овие 2,6 милиона евра, ја не верувам дека овој ќе ги извади за наредни 30 години. Што му е план? Ама 2,6 милиона евра влегува кај граѓаните на Карпуш. 40% за нас, 40% за градот и 20% за државата. Откако направиле проекти и така натаму, после јас дојде мојот колега, фирмата Пуцко Петрол дојга со проекти и почнува постапка за одобрение за градежна дозвола за бензинската пумпа. Меѓутоа, настанува некој проблем со Министерството за внатрешни работи околу гасоводот кој е напред. Додека они околу тоа се расправаат, Уставен суд го укинува урбанистичкиот план и практично останува без план, без парцела. И сега Пуцко Петрол нормално бара општината да ги врати парите назад, тие 2,6 милиона, бара камата и вели ќе ми платите изгубена добивка. За жал, во вештачењето изгубената добивка е третирана како да е изгубена добивка на она бензинска пумпа на Мак 5 на Олта, кај што е кај бившата општина, кај што има 4 или 6 места за партизанска, да. Партизанска, што не може да биде репер за вамо. И судијата мислам дека го прифатил тоа вештачење и веќе имаше една пресуда со која е осудена општина Карпуш, но за среќа апелација го враќа предметот назад. И мене ме посети државниот правобранител, заедно со правобранителот кој го води предметот, и ми укажава на сериозноста на целиот предмет, дека побарува Пуцко Петрол 15 милиона, дека како знаеме и умееме, планот мора да го донесеме до последното рочиште, кој беше закажано, мислам дека за 26 декември, и тој план, ако биде усвоен, тогаш ќе му се понуди повторно таа парцела и ако ја одбие, нема право за на штета. Да. Значи се спасуваме од тие 15 милиона. Повторо, веќе имаме една пресуда на основа. За жал, тогаш градот Скопје се уште не беше консолидиран. Иако реагирав повеќе пати, ургирав, не ми дадала согласност, бидејќи нема комисија за урбанизам, за да правно планот продолжи во Министерството за транспорт и врски. И тоа се случи дури на 15 јануари. Успеавме некако тоа рочиште да го одложиме и следно имавме сега за 16 февруари. Кога отидовме во Министерството за транспорт и врски, очигледно дука, по моје мислење, дека веројатно имало притисоци да не се донесе планот, Министерството за транспорт и врски ни даде 30 забелешки на планот. Значи, они сакаат, де факто, сега јас ќе си преземам одговорност да шпекулирам за тоа, некој во Министерството за транспорт и врски навива тој план да не биде донесен, за да може собственикот во случајов Пуцко... Мислам дека многу има што навивале да не се донесе. Добро, ја шпекулирам. За огромна сума на пари. Да, за Пуцко да земе 15 милиона евра оштета. Дури не упатија и до не Центар за управување со криза, ово што е за Дирекција за заштита и спасување, од тамо да земеме согласност за гасоводот што поминува, иако општината пратила допис до ова агенција за заштита и спасување, они не одговориле во рок од 15 дена, тоа значи дека исто како да се согласите, така вика закон. Да. Успеавме таа согласност да ја добиеме, успеавме тие 30 забелешки да ги поправиме у некои десетина дена и Министерството мораше да ни издаде согласност и имавме седница во понеделникот на совет. Веќе се јавив на некои советници да ги информирам дека итно оваа седница мора точка да ставам на седница, за да на 16, значи тоа беше среда, за да ние го известиме судот дека општината го донела урбанистичкиот план и мора да го има судијата овој факт, со тоа што адвокатите наши нудат повторно на Пуцко Петрол истото земјиште и практично се ослободуваме од обврската да платиме надомест. Меѓутоа, бев изненаден кога половина час пред седница на совет бевме известен од една советничка група дека тие имат наредба да не гласат за планот.
верувајте бе фрапиран. Може да шпекулирам која е таа советничка група? Добро. Не би сакал, јас се надевам дека ќе се разбереме, ќе ја сватат сериозноста, затоа што ние сме избрани од граѓаните на општина Карпош. Не, мене повеќе ми можеме да им направиме добро, односно еве народски да кажам, има ќар од нас граѓаните, а никако штета. Да направиш штета на општината во која што ти зимаш секој месец 20.000 денари паушал, а те бирал овој народ и да ја блокираш општината, инаку да знаете, во изминативе 3 години буџетските приходи биле 340 милиона, 330 милиона, 390 милиона. Тоа значи 5 милиона и 300 илјади евра, 5 милиона и 400 илјади и 6 милиона и 300 илјади евра. Тоа значи овие 15 милиони евра, додека се наплатат од нас со каматки видат 16, што значи дека тоа се 3 годишни буџети комплетни на општина Карпош. Ако ни блокира сметката. И ние како знаеме, умееме, од таа работа мора да се извлечеме и јас се надевам дека ќе се разберете со колегите советници и ќе излеземе од оваа ситуација, како да кажам, победници ќе излеземе, сите заедно како советници и мислам дека ќе има спремност од сите советнички групи да го поддржат планот за да не ја заглавиме општината. Таман работа, ако сега општината Карпош во моментов има 3,5-4,5 милиона евра долг и ние ти ставиме уште 15. И нормално дека треба да не прашат граѓаните, чекај граначалот, и ти и твоите советници, што правите вие во општина? За тоа ве донесовме, за да трупате... Па така ми личи на мене дека некој нешто сака да направи или некој да речам смут во општина за да биде после еве Стефчо ништо не направи, заглавена општината. Претпоставам дека има и притисоци, да планот не се донесе. Не смееме со оваа работа да се играме. Ова е премногу сериозна работа. За 15 милиона евра мислам дека во парламент треба да се обедини власт и опозиција. Државниот буџет да не биде оштетен на тек на една општина, тоа се огромна сума на пари. Јас искрено мислам дека сите ќе имаме образ да такво нешто не доспае. Милош, сакам тебе да те замолам, ајде, во оваа ситуација да ги поздравиш гледачите кои што вечерва исто така не гледаат во голем број. Имаш ги сменивме улогите, сега ти си во улога на тонец и тоа можам да кажам неуспешен тонец. Неуспешен, да. Неуспешен на прва. Ќе ми простат гледачите денеска е прва. Ќе те замолам сега малку да направиш мал брифинг околу ситуацијата во Украина. Ајде. Пред да ја смениме темата со Екимовски, се да поразговараме, да продискутираме околу ситуацијата во Украина, Русија, гасоводот од Карпош на Украина име. Од Карпош на Украина. Градоначалник, многу е поврзана темата ако земеме во предвид дека се очекува да порастат енормно цените на газ поради кризата во Украина, а со тоа директно ќе видат да кажете дека нападнати сме од Пуцко Петрол. Па не сме од Пуцко Петрол, ама од Путин Петрол сме. Со тужби. Морам да кажем, не е само од Пуцко Петрол, ние социјалистичка партија исто така за она домчето таму што не издаде градежна дозвола, а земале пари, не тужат, бара 200 милиона денари, 3,5 милиона евра. Друга една фирма бара 50 милиона денари или 700.000 евра. Така да, ако сите не добијат, тешко нас ќе биде. Верувам градоначалник дека граѓаните ќе ги интересира како и они да побараат некој милион од општината или да не ги подочуваме. Инаку за состојбата во Украина, последно што го објавуваат ексклузивно украинските медиуми е дека Русија припрема провокација во Украина од територијата на Белорусија. Ова се информации кои што доаѓаат од западните и украинските служби и како топ наслов се пренесува на сите украински медиуми. Друго што беше пренесено пред се од западните медиуми, а потоа превземено од украинските, е дека Русија во наредните 48 часа, максимум 48 часа, припрема масовна инвазија на Украина. Да, утринава имаше една ситуација во која што руската војска, руската служба за известување пушти една циркуларна СМС порака до сите украински војници кои што се наоѓаат на територијата на Донецк и на Луганск или така наречен Донбас,
да ја напуштат позицијата, да се вратат назад во своите касарни, имено мислејќи на Киев, Да. заради тоа што Русија има донесено конечна одлука веќе да влезе со своји трупи и да го обезбеди просторот кој што завчера го прогласија за независна држава, која што веројатно ќе влезе во составот на Руската Федерација. И идејата Имаше многу, знае Јакимовски, дискутиравме многу околу ситуацијата дали Русија ќе влезе, нема да влезе, со еден наш заеднички пријател. Двајцата, јас и нашиот заеднички пријател, бевме на ставот дека ништо нема да се случи, дека Русија нема да влезе, само Јакимовски беше на ставот дека ќе влезе и како беше нека ми направи кеф Путин, нека ги да ги лупне малце. Значи, Видно. показна вежба е. Показна вежба, да. Работата е логична. Прво е вака. Што е разликата меѓу сега и 1941 година? И тогаш беше Војска на границите со Советскиот сојуз, кој ќе кажеш Советски сојуз, читаеш Русија, кој ќе кажеш НАТО, читај Америка. Да. Значи, војска на границата со Русија, бидејќи 39-та Германија влезе во Полска и дојде на границите со Русија, Сталин очекувајќи дека Со таа разлика што Германија тогаш и Германија и НАТО денес имаат прилика иста сила. Иста сила, ако не и поголема има на Германија. Технички била Германија толку надмоќна во однос на сите. На сите други, да. Сега горе доле се тука. Во однос тука. на Русија и така натаму. Значи, тука е слична ситуација. И што ни се случува? Ни се случува на крај маршал Жуков да влезе во Берлин. Истото му се случило и на Наполеон. Доаѓа до Москва, ама на крај завршува на Света Елена. Да. 1812-13, кој е, значи на почетокот на 19-тиот век. Јас кога станувавме членка на НАТО, многу често пишував и зборував за модернизацијата на руската армија, за модернизацијата на руското оружје. Некои ме коментира дека сум проруски, не знам руски шпион и така натаму. Не. Само сакав да укажам на сериозноста на руската армија и бев потполно во право. Денеска цел свет се тресе дали Путин ќе даде наредба за инвазија. И мислам дека тоа нема да биде инвазија, тука кидат паметно со воздушни удари. Ќе има такви воздушни удари што нема да претне украинската армија. Може замислите, руските авиони, нивните ракети ги спалуваат од 400-450 километри. Замислите, авионот се дига кај Белград од Батајница, доаѓа до Боман поток, ги спалува ракетите и се врти кругче, се враќа. Што ќе му правите вие од тука? Ти имат 1500 авиони. Имаат современи ракетни системи. Имаат современи артилериски системи. Имаат веќе нивната воздухопловни сили, не се викаат воздухопловни сили на Руската Федерација, се викаат воздушно-космички сили. Космички сили. Значи спремни да војуваат и во космосот. Замислете каква ќе биде поддршката од сателитите. Веќе има орудија кои што напаѓаат и од космос. Значи, таква неравноправна битка и сега оно што сметам дека е страшно е тоа што се потикнува Украина да влезе во војна, за да на крајот главниот бенефит за западниот свет биде санкциите што ќе се уведат врз... Да, како беше, Блинкен ќе ја брани Европа до последниот украинец. А добро, зошто дадоа наредба да искочат сите нивни инструктори и така натаму? Што ќе се спротистави Украина со ракетите Джевелин, против тенковските ракети Джевелин, со, како се вика, стингери тие за авиони. Да. Стингери имаше учека овде кај нас до 2001 стингери. Сега последно во овој момент информација вели санкции од САД за операторот на Северен ток 2, Америка испраќа F-35 и AN-64 во Европа. Умеѓу време, Бонстил се пуни од пред месец дена, од прилика Бонстил е повторно полн со војска, околу 2000 трупи се стационирани таму. Голем дел има и по касарните во Албанија и Црна Гора и тоа е оправдано со приказната дека се води некаква воена вежба за заштита на јужното крило на НАТО, односно се возат по Јадранско. Извини. Значи, џабе ти носиш војска... Не, ова го зборам во насока на тоа дали Македонија станува легитимна мета. Колку време ќе му треба на НАТО да донесе тешко вооружување? Колку време ќе треба да донесе
ракетни системи, колку време ги требаат балистички ракети да гаѓате таму и така. Ако почнат со балистички, Да. ќе биде многу опасно. Значи, они немаат време да донесат тешко вооружение. Друго, руската армија е модернизирана, не е веќе регрути, не ја сочинуваат професионалци. Ние видовме што се случи во Крим. Крим, западните обавештајни служби, известителни служби воопшто не знаја и не очекува, беше страшно изненадување кога 2-милионски Крим се отцепи. И Да, ама сега не пропуштија да бидат добро информирани. Зошто е она кога ние разговаравме, кога реков дека Путин мора некого да го удри за да ги одврати, затоа што заложбата на западниот свет е Русија да се подели, прво беше на 3 дела, значи на европски, кавказски и на сибирски, а сега веќе се размислува Русија да биде распарчена на 3 дела и постепено се окружува со земји членки на НАТО. Ако се дозволи Украина да влезе, најголем проблем не е војската што ќе биде на НАТО близко до незина граница, најголем проблем се ракетите од краток и среден дострел. И гледате вие... Да, па впрочем тоа се и барањата на Путин. Тоа е стар 2 договорот меѓу Реган и Горбачов, значи каде што не се уредени ракетите од краток и среден дострел, односно кога ќе дојдат они веќе до Киев, они се веќе до Украина, значи они се негде на 400 километри од Москва. И практично таа ракета патува 4 минути, што значи дека раководството на Москва нема доволно време за реакција и затоа они мора да ги одвратат. Истото тоа го прави Америка. Зашто беше спремен Џон Кенеди да влезе во војна со Советскиот сојуз, ако ги донесе инсталира ракетите на Куба, тоа значи Вашингтон ќе беше во рок од 5 минути мета на руските ракети. И затоа ракетите од краток и среден дострел мора да се исклучат од близина и на едната и на другата земја, затоа што, например, тие што се со голем дострел патува 20 до 25 минути. Значи ракета испалена од Москва према Вашингтон или обратно патува 20 до 25 минути. Кога таа ќе биде испалена, сателитот веднаш ја чекира, ја регистрира и ја проверува дали таа е обична балистичка ракета или е нуклеарна. Ако е нуклеарна, дали во себе носи една нуклеарна бомба или носи повеќе. Има со 15, со 16, значи 16 цели може, 16 града да гаѓа да мава во исти момент. И на раководството во Москва или во Вашингтон му останува 3 до 5 минути за одлука, дали ќе соборува, дали ќе гаѓа со друга ракета и така натаму. И сега може да замислите дека ако се приближат овие ракети од краток и среден дострел на толку мало растојание, значи Москва нема време за таква проверка, а второ, ако се крене ракетата, а сателитот каже дека иде нуклеарна боева глава, они исто ќе гаѓа со нуклеарна боева глава, и што ако сателитот даде лажна тревога дека е нуклеарна боева глава? Тоа ќе го снема светот. И од тие причини во интерес на целиот свет се ракетите од краток и среден дострел да воопшто не се стават во близина на ниедна граница, ниту на Америка, ниту на Русија. Но што е опасноста? Вие гледате изненадување што Путин донесе голема војска во Белорусија. Во исто време Русија има своја војска и во Молдавија. И ова војска што е вамо ставена кај Донбас, практично они може да ги фатат во триаголник и отприлика 50.000 војска украинска може да биде заробена. Се очекува дека ако тргне напад, дека и Одеса и Лавов ќе биде завземен. Одеса е веќе под сериозен како се вика сидж под сериозна опсада. Таму нема мрдање многу. Да, ама тука влегува Лавов и отприлика за недели се стига до Минск. Предвидувањата се дека руската војска ќе има загуби од 2.500 до 3.000 војника, но во исто време украинската околу 50.000 војника. Мислам дека се што треба да се направи треба Украина да се откаже од членството во НАТО, да се смират таму страстите, да легне. Ама Украина, во ситуација дали Украина ќе се откаже или не од членството во НАТО е ирелевантно, затоа што Столтенберг веќе кажа дека не планираат проширување на НАТО и де факто го прифати едно од барањата на Путин, тоа беше да не се дозволи да не се продолжи со експанзија на НАТО во источна Европа и на Западен Балкан. Тоа значи меѓу другите барања беше и оние последни членки од источна Европа да бидат исклучени од членство.
затоа што тоа се смета за акт на агресија од НАТО врз руските интереси. Третото од барањата беше ракетите од среден и краток дострел во Украина да биде тој план да биде анулиран, да не се. Исто време и од Романија, од Полска. Од Романија, од Полска ракетниот штит, тој уште во 2012-13 мислам дека беше постигната некаква согласност за тоа дали и како ќе бидат распоредени тие ракети. Ова последново мене искрено ме изненади затоа што не мислев дека до толку ќе тераат на јан, особено поради економскиот ефект кој што ќе го има цела Европа од овој конфликт. Само сметај дека ако тргне војната, Украина е главна житница на Европа. Па мислам дека беше некој податоци читав Милош, ако не се лажам, 25% од житото се 29% од целиот извод на жито во светот се произведува во Русија и Украина. Да, а извозот на масло е 80% од овие две земји. Масло за јадење. За готвење, да. Криза ќе влезе цела Европа. Второ, ако влезе во Украина, Путин ги прозва Бугарија и Романија. Да. Нашите драги пријатели Болграшет. кои се бават с нас, Да. ќе треба да се бават с Путин после. Значи, тоа ќе има верижна реакција. Наомо и тоа нема да биде воопшто едноставна работата. Мислам дека работата предалеку ескалира. Од друга страна, во Украина во моментов има 7 милиона руси. 7 милиона руси. Тамо не е розова работата, затоа што Приднестровје, тој дел како се викаше покрај Молдавија. Молдавија има интерес да го приклучи кон себе. Во тој горе северниот дел има католици, пољаци, Полска едва чека тој дел да може да си го анектира кон себе, така да воопшто не е розова ситуацијата на Украина и мислам потикнувањето на западниот свет и евентуално вооружувањето не е доволно за да може оно да се справи со една светска суперсила како што е Русија. И јас ќе повторам, мислам дека инвазија од почеток ќе нема, меѓутоа воздушни удари ќе има страшни. Економската ситуација. Затоа што ќе ви кажам се вака, НАТО, Србија не влезе со инвазија, влезе со авиони. Да. Добро, ама додека не стапне војска пешадија, додека не стапне на лице место, мислам дека тоа ќе биде малку повеќе бенигно и деструктивно отколку целисходно да се освои некоја територија. Путин вика немам намера да ги нападнам, тоа се наши браќа. Ние сме исти народ. Ама западниот свет не прифаќа дека русите и украинците се исти народ. А ние овде со Бугарија, бугарите викаат ние сме същи народ и тоа западниот свет го прифаќа и вика да се договориме. Па имаше пред 2 дена, имаше пред 2 дена објавен еден ама ние со бугарите треба да се договориме. Имаше објавен еден текст пред државата е направил Ленин 900 која 18-та година. Да, тоа им го кажа Путин. Да. Ако може на кратко да ве прекинам, имаме ексклузивно видео снимено на Крим, како што спомена господинот Јакимовски, Украина е опколена од 4 страни. Станува збор за колона на руската војска долга 7 километри, која што се упатува кон неофицијалната граница помеѓу Русија и Украина на Крим. Ќе го замолам Иван. Не, тоа не е официјално, тоа е официјална граница. Па добро. Зависи за кого како. За кого како. Не е членка, ама Иван, ако може да го видат гледачите видеото. Ајде. Инаку, за тоа колку господинот Јакимовски беше во право, морам да напоменам дека попладнево Министерството украинско за надворешни работи помбара од НАТО да прогласи no-fly zone над цела Украина, односно да го штити небото на Украина од евентуален руски напад, односно руско бомбардирање. Значи, очигледно, најголемиот страв доаѓа од руското воздухопловство. Сега тоа? Остајго. Ова се последните информации кои што ги имаме од Украина, што се однесува до тоа за каква економска
криза не очекува во случај на војна помеѓу двете држави. Повторно ќе напоменам дека 29% од производството на пченица во светот доаѓа од овие две земји. Најголемата житница дефинитивно на Европа е токму Украина. 80% од маслото кое што Масло за јадење. Масло за јадење, да, кое што се извезува во светот е од Украина, а во целава ситуација Македонија е 100% зависна од руски газ. Тоа беше објавено од Европска статистичка агенција, значи ова се официјални податоци. Меѓу најзависните држави од руски газ на европска територија е Италија, Германија, Шпанија, Франција е малку нешто за некој процент помалку зависна, но на Балканот Србија, Босна и Македонија се дефинитивни рекордери, со Македонија во 100% зависна од руски газ. Кои ќе бидат импликациите од оваа криза? Значи збориме за економски, во услови во кои што имаме веќе инфлација од 6,7%, во услови во кои што природните ѓубрива, речиси цената на светските пазари се дуплираше. Ако може малце да проанализирате и да вие сепак господин Јакимовски во 2 мандати бевте министер, еднашка за труд и социјала, еднашка за економија, верувам дека одлично ги познавате работите. Дали Македонија е спремна за цела ситуација? Гледаме дека Вучич ги спремаше стоковите резерви, се попали дека купи 100% од тузланската сол, брашно огромни количини, пченица, пченка, значи се што е потребно за Србија. А ние лани го шиткавме житото од, како се вика, го шиткавме житото од државните резерви од Куманово. Боро беше со мене кога ги снимавме камионите, шлеперите како извезуваат жито, заради тоа што имаше забрана за Косово, па ние им реекспортиравме жито, за да они имаат што да јадат. За возврат ни враќаше Косово маски, оние N95 маски и не знам што. Но како и да е, ние останавме во ситуација да немаме доволно државни резерви. Александар, како беше песната од Србија? Ние мала 3 пат ратовала. Значи, они 3 пати војувале. И они, Србија добро знае каква е предвојна ситуација и сериозен председател на сериозна држава која преживеела 3 војни, 3 војни и победила во 3 војни, се однесува така. А ние кога сме војувале? Со УЧК, така се пукавме 2001 година и ние не очекуваме опасност од таа работа. Ама морам ја да потсетам на една ситуација, иначе, на една изјава. Ние треба, значи, резервите и на нафта, и на нафтени деривати, сол, шекер, зејтин, брашно, најбитните работи што треба, санитетски материјали, лекови и така натаму, сето тоа. А еве една работа ќе кажам. Овој как се викаше американскиот носач на авиони, што бара во Јадранско море? Да. Нема валјда тука да ја гаѓа Русија. Затоа Тој е дојден тука затоа што се очекуваат веројатно проблеми и овде на Балканот. Имено се очекуваат. Затоа и го спомнав преска полнењето на Бонстил со 2000 нови трупи војска. И пополнењето со авионска техника, значи хеликоптери, напаѓачки хеликоптери, тоа е се донесено во Бонстил. Оправдувањето на официјалната страна на НАТО, официјалната верзија е дека се врши некаква воена вежба во Јадранско море. И сега ние дали не стануваме легитимна мета? Јас ќе потсетам и на изјавата на Лавров од 2000, ако не се лажам, 12-та, во која што кажа дека Македонија е на линија на огнот помеѓу двете светски суперсили. Се наоѓа на линија на огнот. Од тука ќе се вратаме и на оваа ситуација актуелна сега. И сега, откако и Медведев кажа пред 2 дена дека гасот се очекува да стигне до 2000 евра по тон, не знам зашто ние, кога имавме шанса, одбивме да бидеме дел од Јужен тек. Штом си членка на НАТО, не може да соработуваш ти со Јужен тек. Ама добро, еве Германија е членка на НАТО, едно од Ама Германија е Германија. И таму има северен ток. Ма ние мора да се додвориме, нема што така. Ние мислиме Добре, до кога ќе се додворуваме? Ние мислиме ако се додвориме,
ќе ни го решат името со Грција, ако се додвориме ќе ни ги решат проблемите со Бугарија, ако се додвориме побрзо ќе ни отворат датум за преговори, ама гледате дека не е така. Добро, и како ќе излеземе од оваа ситуација? Ве економијата ни е слободен пат. Имаме инфлација. И знаете што, то прво не чека. Ѓубривата кои што поскапаја 2,5 пати, што ќе направат земјоделците? Нема да ги купат и нема да ги стават на посевите. Тоа значи дека родот ќе биде многу послаб. Што имаш помал род, не зборам само за жито, зборам за се, за сите земјоделски култури, земјоделски производи, родот ќе биде послаб, тој ќе може полесно да го напаѓат, бидејќи нема доволно хранливи материи во себе, полесно ќе го напаѓаат болести и така немаме натаму. она пестициди и слични работи да го штитиме. Пестицидите исто така и тие, како расте ова, ќе растат и расте пестицидите, тоа, нормално, да. што значи дека помала ќе биде понудата, зголемена поборовачката, цените ќе мора да одат нагоре. И јас она што морам, пазите, на време не набавивме јаглен, за да зимава ја пројдеме без драстично поскапување на цените на електричната енергија. На време не набавуваме ѓубрива, пестициди, за да производството на жито, леп и така натаму за земјоделски ориз ни биде поевтино. Гледате, оризопроизводителите протестираат, викаат, нема шанси, со овие цени ние не може да издржиме, парите ќе ги земеме, треба ги даваме за ѓубре, а дома што ќе јадеме? Морам да кажам дека ни отсуствува стратегија и дека поготово Министерството за економија се однесува крајно неодговорно. Ќе се вратам на енергетската криза. Владата секоја година усвојува енергетски биланс. Тој енергетски биланс е со сила на закон. Да. Значи, енергетскиот биланс точно кажува кој објект, колку ќе произведе, колку ќе биде потрошувачката, кај ќе се набави и така натаму. Ние ни еднаш не проверивме дали 2020 или 2021 година во енергетскиот биланс е предвидено ова што ни се случи. Од јас кога бев министер во 2004 година, уште од тогаш се знаеше дека ние имаме отприлика за 20 до 25 години јаглен во Брод Неотино. И дека треба да бараме чаре за рек Битола. Ако тоа некој не го нотирал во енергетскиот биланс, тој мора да оди во затвор. Тоа е исто како, или ако пак владата била известена, знаела, а не превземала ништо, и ја довела државата да изгуби 400 милиона евра на зголемена цена на електрична енергија, тоа е исто како на двата блока на рек Битола да ставите динамит и да ги кренете во воздух. Тоа значи таква саботажа, за тоа некој мора да оди во затвор, за тоа мора и тоа дебело треба да се одговара. Тоа се стратешки грешки на видни државни функционери кои што не превземале мерки и е доведена државата во тешка ситуација. Што ви ќе се вратам на Вучич. Вучич вели ние немаме енергетска криза. Зашто? Ама Европа запнуваше Србија да ја затвори Колубара, а Вучич викаше док сам ја председник Колубара се неće затварати. Замислете сега Колубара да беше затворена. Србите ги исто ќе беа во енергетска криза. Што тоа значи? Ако они немаат енергетска криза, цената на електричната енергија и на гасот влегува во цената на производите што ги производат, тоа значи нивните производи ќе бидат поевтини, а тоа значи дека ќе бидат поконкурентни на европските и на светските пазари. Тоа значи ќе се дига нивната економија, ќе расте GDP, ќе расте профитабилност, а нашата економија ќе паѓа профитабилноста, ќе паѓа GDP-то. И како е можно нашите функционери, нашите одговорни лица, министри, премиери, директори, да ги немаат овие предвидувања или да немаат направена стратегија врз основа на овие информации. Еве да ги земам акумулациите, хидропроизводството на електрична енергија. Акумулациите се испразнија за да продаваме електрична енергија во Албанија, претежно Албанија и Германија. Албанија, Грција. Празни акумулациите, немаме ни за наводнување, немаме ни за производство на струја. Имаме ситуација у која што јагленот, кој што знае, имали информација дека ќе имаме недостаток од јаглен, немаше на времено склучен договор за набавка на јаглен. Имено имаше понуда од Грција да набават, но од Грција им беше кажано дека ако сакале да набават јаглен, најмалку 6 месеци порано. И она што е најсимптоматично во цела ситуација од оваа енергетска криза,
ние набавуваме јаглен од Косово и тоа преку фирма на братот на Изет Меджити. А преку која сакате вие? Преку Вице Заев? Па, ама на енергетска криза да се... Ама сега некој мора да не снабди сега. Мора од коалиционите партнери некој не снабдува. Како сакате? Кој вие? Да? Јас имам вака една информација, која што ми е, да речам, не од прва, од втора рака, дека причината за негодувањето на Изет Меджити во собрание, неговото бунтовништво во редовите на ДУИ беше токму поради оваа ситуација. Да му биде дозволено него и на неговиот брат да увезуваат јаглен од Косово. И докаде со овој памет, тоа ми... Ама, знаете што... Имаме инфлација, имаме, минатата недела имавме инфлација 12,5%. Само момент. Ние често пати во јавноста слушаме нови лица. Бараме нови лица во политиката. Еве ви ги новите лица. Деца со 28, 29, 30 години вие водат државата. Сега ќе си платите струја како што треба. Ќе си немате јаглен. Ќе си платите скапи пестициди, ќе си немате резерви. Таму треба да седат луѓе со бели коси. Искуството не се учи на ниеден универзитет. Ви може да видите свети доктор на науки, ама искуството е најбитниот фактор кој што покрај образованието, интуицијата за одредени работи, вие застанете на така битни ресори како што е Министерство за земјоделие, Министерство за економија, Министерство за финансии, тоа се клучни. Одбрана. Од друга страна, морам да кажам, што прават нашите разузнавачки служби. Разузнавачките служби покрај другото морат овие работи да ги знаат што се случува во економијата, на Балканот, во светот, во Европа и разузнавачките служби да бидат тие кои што ќе информираат владата и ќе дадат смерници каде треба што треба да се превземе на време. Повторно ќе го спомнам Вучич. Вие гледате кога отиде Вучич кај Трамп, он поима немаше што ќе подпишуваат. А што рече? Захвалјујќи нашим разузнавачким службама, ми смо знали кои 104 тачки кои треба да разговараме и да подпишеме у Вашингтон. Значи, разузнавачките служби не може да се бават со мене и со политичките противници, таму мора да има дел кој што сериозно треба да се бави со индустријска шпионажа. Разузнавачките служби, барем од досегашното искуство што го имаме ние како држава, се бават исклучиво со политички противници. И ова е безбедност. Ако ти во земјата ти настане страшна инфлација, ако имаш недостаток на стратешки производи за опстанок на граѓанството, за медицината, за земјоделието, така натаму, тоа ќе ти настане хаос во државата, ти ќе видиш многу лесен плен за тие околу тебе, лесен плен за терористички групи, за бандити, за криминалци, за све држава, ќе почне корупцијата да расте, значи стануваш ти, нема да можеш да ја контролираш државата. Ке се навратам, извини Милош, едно прашање, тоа е една констатација на гледач, да ја прочитам на Јакимовски, вели Васко Ефтов, некам да го коментирам Васко Ефтов, од проста причина што не го сметам за новинар воопшто, но еве ќе го искоментирам. Васко Ефтов вели дека след Јакимовски ќе пребега, ќе смени дрес во СДСМ. Ле, од како беше, од Јаглен, од тешки муабети, тоа е тоа. Од пшеница, од ракети, ќе сум сменил дрес, а зошто имам потреба да менјам дрес? Па не знам. Тоа е констатација на Васко Ефтов. Добро. А он предвидуваше и дека избориве нема да победам, дека ќе изгубам, ама победив, така да... Така да го рачунам и него како... Добро, Васко Ефтов не победил ништо во животот, мислам дека... Значи, он прогнозираше дека ја ќе ги загубам изборите. Тука се негде со Фрчко. Васко Ефтов праша кој ќе тепа измеѓу Барса и Реал, затоа што ќе каже за контра да стаите. Да знаеш да стаиш на спортска. Инаку ќе морам да ве прекинам, има ексклузивна информација, значи двајцата председатели на Донецката народна република и Луганската народна република во моментов се обратија до Путин и бараат итна воена помош за справување со украинската агресија. Веројатно во наредните неколку часа ќе има одговор од Путин, а тој одговор од Путин ќе значи војна со Украина на Русија. Што мислите одговорот како ќе биде? И сега се враќаме на ова што го кажа, затоа и на почетокот не само имам уште нешто. Не случајно реков на почетокот соговорник ми е еден од најискусните политичари во држава, ако не и на Балканот. Да, бевме на ручек
кај што третиот беше многу релевантен Исклучително релевантен по безбедностни по прашања. безбедностни прашања, тој тврдеше дека ќе биде вин-вин ситуација, дека ништо нема да се потпише, а јас тврдев дека Не, јас сега показна ќе се вежба навратам ќе има. во емисија да кажа дека најверојатно ќе се случи ова што сега се случи и ево за колку имаме за 50 минути се случи. Погоди апсолутно и Да. за бомбардирањето, значи за барањето на Украина да биде прогласена целото небо за забрана за летови, тоа да го гарантира НАТО, така да апсолутно сте во право. Иначе последните информации од State Department од Белата куќа велат дека Бајден нема никаква намера да испрати американски трупи во Украина. Вин-вин. Да, вин-вин, а во меѓувреме руски војни канали на Телеграм објавуваат дека како што разговараме на фронтот во Луганск има жестоки препукувања, има жесток конфликт помеѓу украинската армија и армијата на сепаратистите во републиката. Така да се вжештува дефинитивно знаете што ситуацијата во Украина. ова со калашникови додека се пука, тоа е како камај кој игравме како деца. Абе, кога ќе дојдат ракетите, кога ќе дојдат тие современи артилериски орудија, кога ќе дојдат воздушни удари, тоа ќе биде пекол. Знаете ли дека МиГ-31 е најбрзиот авион во свет? МиГ-31 лета на 20.000 метри, а Мах ракетите 2,7, да. 3,1 или 2 маха лета. Значи, он пресретнува крстарачка ракета и воот ја соборува. Истовремено Русија разви хиперсонично оружје, мислам дека се викаше Кинжал и уште едно Циркон. Тие две хиперсонични се во моментов најбрзи крстарички ракети во свет. Не постои систем кој што може да ги урни. А тенкот Армата, Армата, да. Армата Т-72. се вози, значи тој напаѓа без посада. Да, Значи од командно место се управува со џојстик, пука, влегува во вода, искача и така натаму, значи без Мислиш дека ќе се случи ќе дојдеме до ситуација да гледаме сцени како Армата повторно ќе влегува? кажам, јас мислам дека ќе има воздушни удари и дека после тоа ќе се бара Ама примирие. воздушни удари збориме сега за регионот на Донбас, каде што треба да ги збркаат Не. украинците или збориме за Украина како Воздушни Киев? удари по воени цели, па и по цивилни цели, мостови, касарни и така натаму и како обавезно над Днепар ќе бидат пресечени мостовите, за да не може нова армија да доаѓа во помош. Значи Русија е Русија. Па неофицијално, Нема играчка. неофицијално веќе тоа го прави украинската армија, односно ги пресекува, ги уништува, ги саботира мостовите на Днепр. Тоа исто го има како информација, ама тоа е неофицијално. не знам што да ви кажам. Тоа е кад смо били на Неретви. Да, таа е таа. Да. Вика, ќе прочитам еден, па ќе се вратам на Македонија. Чович, професор по меѓународно право, вели ако Западот дури сега се сети на меѓународното право, тогаш нека го отпризнаат Косово. Добро, сега види, Косово е Не, реалност. сакам да направам една Косово е аналогија реалност. измеѓу ситуацијата Косово, Крим или Косово, Донецк, Донбас и Луганск. Значи на Крим имаше референдум, не се споредливи двесте работи, меѓутоа Косово е реалност. И реално за Косово треба да се бара решение. Ова решение не е решение. Добро, ама не го взимаат русите сигурно, не сигурно, туку по сите активности преземени од руската страна, тие де факто го земаат примерот на Косово како апликативен врз нивниот модел на преземање на држава. Интересно ќе подсетам Вучич кога беше во Монако даде изјава на провокација од украинскиот амбасадор во Белград кој што бара Србија да го осуди припојањето на Лугански Донецк кон руската, односно признавањето на Лугански Донецк. Вучич вели амбасадорот нека го замоли Зеленски да ја осуди инвазијата на Савезна република Југославија 99 година, ако го направи тоа, веднаш после тоа јас ќе осудам признавањето на Лугански и на Донецк. На Донецк. Но во секој случај Косово е реалност и мислам дека за тоа треба во интерес на траен мир на Балканот треба да се бара решение. Како ќе се рефлектира ова руско-украинска или криза врз Македонија и ситуацијава генерално во Европа, затоа што ова после
ако не се лажам, 70-75 години е прва војна на европско тло. Или има потенцијал да прерасне во прва голема Прво ќе војна се на рефлектира економски. И главниот удар ќе го почувствуваме некаде септември-октомври, економски. Второ, зголемување на бројот на присуство на странски војници на Бонстил, доаѓањето на носачот на авиони не иде сам, иде со подморници, придружба, со да. крстарици, со разарачи и така натаму. Значи тој е донесен овде за Балканот. Значи нешто ќе се случува на Балканот, нема да биде. Па косовските власти денеска утринава има И соопштение Путин во кое што прецизираат дека Западен Балкан треба да биде предпаслив затоа што кризата во Украина може лесно да се прелее врз Западен Балкан. Зашто ви реков? Ако се дојде до Минск, следна е Софија. Да. Он им кажа, вие треба да искочите од НАТО, значи следна кој што треба показна вежба да има е, значи не е едноставна работата. Кој сака да се степа со Америка, кој сака да се степа со Русија. На Америка главен проблем не е славјанка. Славјанка сака да се тепа со Русија, ете Путин го неколку пати го дисциплинираше да се извини, да се повлече, ама гледам дека Путин некако не ја послуша. Добро. Александар, јас на кратко би ве замолил да ги искоментираме двојните стандарди на Западот. Славјанка. Зошто говорам за двојни стандарди? Ако се сеќавате кога се воведуваше законот за јазици во Македонија, значи законот де факто за двојазичност на цела територија на Република Македонија, Венецијанската комисија даде некои препораки кои што одеа во насока на неофицијална поддршка на законот, додека во 2010 година истата таа Венецијанска комисија во ист состав дава негативна препорака за учење на рускиот јазик на територија на Украина. Зошто? Вели, на тој начин, со тие предложени законски измени, се доведува украинскиот јазик во подредена положба, а се фаворизира при тоа рускиот јазик. Да не заборавиме дека во моментов 30%, иако луѓето кои што се идентификуваат како етнички руси во Украина е помал, некаде околу 18-19%, 7 милиона. 30% да, од украинското население за мајчин јазик го смета рускиот. Значи, прв јазик кој што го чуле од нивната мајка бил рускиот. Тука доаѓаме до моментот кај што Бајден пред цел свет кажа дека Путин со својата изјава дека наводно Русија го оспорила постоењето на Украина со тоа што Путин изјави дека е создадена држава вештачки од страна на Ленин. Тука можеме многу лесно да направиме споредба каде беше Западот кога бугарите го изјавуваа истото, само дека Македонија е создадено од Тито. Кога сме веќе кај двојните стандарди, веќе го споменавте Косово, мислам дека таму нема што повеќе да се дебатира, но фактот е следен, дека по распадот на Советскиот сојуз, де факто Западот го анулираше меѓународното право и едноставно Америка се прогласи за светски полицаец, сите конфликти без одобрение на Совет за безбедност на Обединети нации ги решаваше, одредуваше граници, менуваше влади и така натаму. Што правиме со двојните стандарди на Западот? Дали сега им се удрија? На Гален овака Милош си го викаме предача Ѓорги Колозов, кога ќе почне вака да објаснува приказки од многу експликативно. Знаете што? Двојните стандарди на Запад не се од вчера. Па ние тие двојни стандарди ги знаеме уште од претседника Јосипа Броза. Значи, Тито секогаш се борел против тие двојни стандарди што ги имал Запад и од тие причини беше формирано овакво неврзаниот сојуз. Практично меѓународното право им треба на помалите, на посилните не им треба меѓународното право. Тие двојни стандарди ние ги гледаме секаде и ги гледаме и во нашата непосредна близина, ја кажувате Украина, а што мислите Естонија, Латвија, Летонија, во некои од тие земји имаше 92 години по 65% руско население.
тоа население нема право на мајчин јазик, нема право на глас, на политичко изразување, нема право на медиум, нема право на образование на мајчин јазик. И пасте, тоа го толерира светска суперсила која на нивна непосредна граница, која што со 3 дивизии војска може да ги прегази. И тоа се случува и тие се земји членки на НАТО. Ја искрено да бидам нема на да НАТО. замерам. На НАТО, да, ама и на Европска унија се членки. Да, и на Европска унија се членки. Само Норвешка не е, мислам. И сега околу Значи, тоа се двојни, ама тие не се од сега двојни стандарди. Тие цел живот постојат двојни стандарди. Значи, тие цел живот постојат тие двојни стандарди. Не случајно имало преку 200 војни кои што е водела една земја, ги водела со други војни од 45-та па навака. Ако немало двојни стандарди, што би било? Јасно ми е, господин Јакимовски, ама последниот пат кога имаше вакво ноторно непочитување на меѓународното право, се сеќаваме што се случуваше со Лигата на нации, следуваше светска војна. Можеме ли да очекуваме евентуално такво сценарио, со оглед на тоа што британскиот министер за одбрана попладнево изјави дека русите треба да, односно Путин треба да се деси што се случило со царот Николај за време на Кримската војна и како шкотската гарда буквално ги расшлапала, таков беше изразот негов, руските трупи за време на Кримската војна. Дали ќе останеме на вжештенава реторика или можеме да очекуваме нешто многу пострашно за сите нас? Знаете што? Во Црното море вие гледате дека последно имаше и англиски разарач, кога русите пука во него и со топови, пред него пука и со митралези. Ама тоа беа скоро на 2-3 дена имаше провокации со авиони и со бродови и така натаму. И потоа излезе најголемата руска подморница, која што е голема на нуклеарен погон, 340 метри дугачка, 35 метри широка, на која што авиони може да слетаат во океан, и која што е подморница која што иде подморница што може да иде најдлабоко и која што вие не може да ја детектирате. Излезе, и таа е под директна команда на рускиот председател и не е во состав на руската морнарица, излезе од Баренцово море и никој не знае каде оди и повеќе не се појавија бродови да провоцираат во Црно море. Морам да ве прекинам, апсолутно ексклузивна вест. Црвен аларм, црвена тревога е прогласена за сите вработени во руската армија и ФСБ, значи сите мораат да се појават моментално на работа. Ова е најпоследна вест. Инаку руски армијски канали на Телеграм објавуваат дека за брзо ќе започне конфликтот со украинскиот режим. Не народ, не држава, украинскиот режим. Да, па де факто туку и де јуре Путин кажа дека нема да вршат напади врз рускиот народ затоа што го сметаат за свој братски народ. Туку врз украинскиот народ. Врз украинскиот туку дека ќе се врши изолација на режимот кој што тие го сметаат за прозападен и штетен за руските интереси во Европа. Само извини, Александар, јас повторно ќе повторам, значи, кога сите овие работи ги зборував пред 3 години, ме карактеризира како проруски и така натаму, и тогаш и сега само сакам да укажам на преголемата опасност од моќта, огнената моќ на Руската Федерација и дека кон таа земја мора да секој да се однесува со респект. И ние како редакција бевме прогласени за проруски значи, медиум. Мора со респект. Ако ние мислиме дека НАТО е семоќен, не е семоќен. Не. Значи, работите се променети, вие гледате, ај што не е нападна Северна Кореја, што ми е некој нуклеарна војна сила, нема шала веќе со незе. Еве што да немаше Северна Кореја нуклеарна боеви глави, она до сега ќе беше распарчени. Да. Тоа му се случи на Садам Хусейн, тоа му се случи и на Гадафи, тоа му се случи на Хосни Мубарак. Во обид. Не на Хосни Мубарак, на Хосни Мубарак. Значи, штом си нуклеарна воена сила, веќе се одвраќаат непријателите. Пакистан е нуклеарна воена сила. Не смеат така лесно да одлучат да го нападнат Иран, зашто не знаат дали има нуклеарно
оружје. Мене сигурни се дека имаат, но дострелот не им е јасен. Какав дострел Да, имаат? и затоа се размислуваат што да прават така натаму. Значи, Впрочем, тоа им е објаснувањето. Иран е воинствен народ и има 80 милиона држава, тоа не е играчка. До 20 тие се милиона они сметаат за лесно се персијци, справуваат. за- Меѓутоа, ова е 80 милионска држава. Она точно дека е технолошки многу послаба од НАТО и така натаму, меѓутоа ти одиш да војуваш на незино тло. Така да, воопшто не е едноставна работата, воопшто не е оваа работа алибито едноставна. за И поставување. мислам дека паметните луѓе од Европа подхитно треба да работат на деескалација на оваа ситуација, налет нека оди и не знам, членство на Украина во НАТО и така натаму, а ако почнат да фрчат ракети, да има воздушни удари, многу народ ќе гине, цела Европа ќе трпи, ќе се вратиме назад. Само да најавам, 1000 гледачи во моментот не следат, ја следат емисијава. Впрочем, Иран и нуклеарната сила на Иран беше и алибито на САД и на НАТО да постават ракетен штит во Европа. Тоа беше алибито, заштита од иранските нуклеарни ракети. И предпоставката дека нивните ракети може да маваат негде тука, да дојат до Софија, негде не можат подалеку повисоко. Така е. И сега да се навратам само на она што преска го почнав да го поставувам како прашање, тоа е дали Македонија е легитимна цел, доколку оваа ситуација ескалира повеќе од... Не, ќе ви кажам зошто. Зашто во Македонија немаме распоредено балистички ракети, немаме ракетен штит. Но планот е да се постават, да се распоредат. Ако се распоредат, тогаш ние би биле легитимен Тоа, впрочем, воен цел на руските значи антиракетни на прашање орудија. Значи сега не можеме да бидеме цел, бидејќи кај нас нема дали има на Косово, не знам, балистички ракети, ако има, тогаш веројатно и они ќе бидат нивните ракети ќе бидат насочени исто така кон... На новинарско прашање Лавров пред 3 или 4 години, пред да влезе Македонија во НАТО, коментираше дека Македонија ќе биде легитимна цел доколку во Македонија се распоредат воени трупи на САД на НАТО и се постави токму овој ракетен потенцијал кој што би бил во корист на западните сили. Но планот тогаш соопштен од Генералштабот на НАТО, војната доктрина за Македонија беше дека Македонија ќе биде, односно криволак ќе биде искористен за распоредување на ракетен потенцијал и тогаш беше дадена изјавата. Ја мислам дека тоа ќе биде голема грешка за Македонија. Практично ќе се седнеме на темпирана бомба. Ние реално како држава ние немаме опасност од големите светски сили, нити од Америка, нити од Русија, нити од Кина, нити од Германија. Нашата опасност доаѓа од соседите. Сега треба да бидеме објективни. И распоредување на таков ракетен потенцијал во Македонија, тоа значи стануваме легитимна цел на... И сега кога сме кај соседите, имаше пред 3 дена објавена една колумна на бугарски медиум, на бугарски, ако не се лажам, уметник, кој што повикуваше Македонија да биде освоена од бугарската армија, која што можела да ја освои Македонија, бидејќи се наоѓала тука на Бајр Лозијето, била многу блиску, па така од Софија кон Кјустендил, од Кјустендил Велешко, Велешко Прилеп, Прилеп Скопје, Скопје Битола, па Битола Охрид. Тоа беше јавен повик, кој што си вика човекот? Што не ни е јасно нас? Мене не ми е јасно зашто. Он брза, они бараат сега да им направиме железница и да им направиме аутопут до Деве Бајри за да полесно тенковите ги пренесат навака, да не мора да ги возат. Да инфраструктура, да има логистика. Значи да си ги качат на локомотиви. Што, толку ли сме глупави ние што се? Они сакаат своето влијание да го прошират во Македонија. Ајде ви ги прашам овие од Европа, ај нека ми кажат која земја и попречи на друга да влезе во Европска унија зашто немало аутопат кон незината граница. Или железница, или железница. Ајде сега да ги тие овие небулози што ние ги преговараме, што ќе зиеме кредити на българите да им направиме автопат. Ајде да ми објасни некој, еве нека ми каже која земја меѓу Романија и Бугарија, знаете, еден мост имаше на Дунав кај Русе. Еден мост од кај на 1000 километри. Да. А сега нас ни барат што не ни е јасно? Бугарите сакаат да го прошират своето влијание овде во Македонија, затоа сакаат они да купат банка, за да не го фатат
целото стопанство. И то не било И која, сега сакам да најголемата кажам, банка, да. они сакаат да купат најголемата банка и за среќа, оние што ги викаме, кај нас како ги викаме урбаната мафија, значи оние што беа најмоćни урбани мафијаши што ги викаме ние, тие со својот капитал ја спасија комерцијална банка за да не ја купат бугарите. А отидели комерцијална банка под бугарски раце, да знаете дека нема македонско, македонско 40 стопанство. или 60% сега не фаќате за збор. Мислам дека од платниот промет во држава иде преку комерцијална банка. И тоа ќе беше тотално. И сега може да превзем. замислите. Да. Значи јасна е целта, само човекот брза. Многу рано го кажува тоа. Ама види, рано го кажува. Нас ни кажа и оној стариот што почина сега, како се каже тој Божидар Димитров. Да. И тој ни кажа дека договорот за добрососедство е победа за Бугарија и дека доколку тој се исполни, Македонија ќе биде втора држава на бугарите. Тоа го кажа пред 4 години. Си го кажува човекот. Ама еве го кажал на време, никој не го сватил сериозно. Па ние што сваќаме сериозно? Ние ништо не сваќаме сериозно. Тоа во главата Ние на гледаме Вогановците опасноста било, од- во главата на Во што во Стефчо, главата? на Александар, на Да, Никола во мојата Максимов. глава. Да, мојот дедо бил интерниран во Бугарија. Моите соселени јадале бугарски стапови. И слушале што зборат бугарите. Тие што не јадале не знаат. Па ние се разликуваме од животните по тоа што не ни е најбитна храната. Ние имаме и други потреби. Имаме потреби за култура, за образование, имаме потреба за чест, за достоинство, за образ. Знаеш, образот е 2-3 прста, образ, другото е брада. Ама Белким, А ти ја пофалија треба да биде брадата- лесно тие 2-3 прста образ да го сочуваме. Ти ја пофалија брадата дека ти било подобро од мојот. Па сега. А ти не знаеш? Не се погледна во видео пред да дадам. Инаку, Значи вака. Ако имаме водство како што треба да идеме кон бугарите со шок терапија. Ова нивно занесување на секои 15 дена, знае ли народот дека нови барања ни пуштаат и Министерството за надворешни работи ги крие тие барања, бидејќи што да ни соопшти кога на 15 дена нови барања стигаат. Со нови предлози и така натаму, ние треба, еве сакам да прашам. Велика Британија излезе од Европска Унија. Зошто ние со Велика Британија не си подпишеме специјален договор? Тоа ми беше следното прашање. Значи, зошто не си која е подпишеме алтернативата на Европска Унија? специјален договор? Второ, зошто ова отварање датум на преговори не го ставиме ние на споредна полоса? И зошто не им кажеме дека јазикот, идентитетот и историјата нема да ги дадеме, единствено што можеме да разговараме со бугарите е прашањето за фашисти, да го решиме и мораме да го решиме. Како го решиле пољаците и германците, така ќе го решиме и ние. Како го решиле французите и германците, така ќе го решиме и ние. Како го решиле чесите и германците, така и ние ќе го решиме. И тоа е во ред. Ама 1400 по попис колку се тамо бугари, да ги ставаме 17, да ги ставаме во устав, нека извинат, ама јако бев носител во изборна единица број 3, кај отидов во Источна Македонија, сегде ми викат јас сум по потекло од Подржикоњ. Дали ходиш во Карвици, дали во Штип, дали во Кочани, дали во Зрновци, дали во Делчево, дали во Берово, а да не зборам крал, пробишти по хо-хо. А зашто не побарате вие да бидете па дел ние од сме уставот? повише треба да влеземе во уставот. Мислам, тоа се смешни работи. И ако влегуваат во уставот, што е со Омо Илинден? Они зборат дека конституцијата нивна е така, во ред конституција таква, ама збориме сега за индивидуални права. Зашто не ги почитувате? Зашто не дозволите да се регистрира Омо Илинден? И сега мислам дека таа работа треба да се стопира. Нас на Македонија битни држави од Европа ни се Германија, Италија, Франција и до негде Австрија. Што за Македонија е битна Естонија, Летонија, Латвија, да ми каже некој? Што е за нас толку битна Данска? Шпанија. Па и Шпанија, па и Португалија. Да. Хајде да ми кажеш, што е толку битна за нас Словачка? Па и Полска. Овие 3-4 земји со ние специјални договори да подпишеме и тоа е тоа. Зашто не подпишали и со Кина? Или со Јапонија. Вчера го зборев.
еден договор за укинување на царини и да се отвори Видете, малку јас ќе бидам вака контраверзен, а можам да кажам малку со поинакво размислување од другите, кога почнавме потешко да живееме, кога почна да биде се потешко да водиме бизнис во Македонија, откако ги укиравме царините со Европа. Затоа што нивните производи се поконкурентни. Таму се мултинационални компании кои произведуваат многу производи, милиарди производи, имаат мала маржа и уништуваат секоја конкуренција. Значи што е Европската унија? Диктатура на големиот капитал. А нашиот капитал е мал. Ако ведеме ние царини, ќе видиме дали ние ќе живееме подобро или полошо. Ако ведеме царини, ќе видиме дали ќе возиме BMW, Мерцедески и Ауди или ќе возиме Лексуси и Тойоти. Мојот син живее во Канада и тој ми вели, ако вие јапонско возило Toyota, каква сака нека биде канта, сакате да ја продадете, до вечер пред врата ќе ви дојдат најмалку тројца кои што пред вас ќе се надаваат кој ќе даде поголема цена да го земе возилото. Ако ние ги намалиме царините со нула, ќе видиме кои возила ќе ги возиме, а зашто ќе ги вози народот? Па затоа што се поевтини деловите, па затоа што се помалку се расипуваат, зашто ќе бидат поевтини по цени и не зборам само за тоа. Да ве прашам кога последен пат путер сме јаделе од Благој Ѓорев Велес? Јадеме све странски путери. Ќе видиме дали ќе пиеме не знам мегле млеко, алцко и така натаму или ќе пиеме битолско, здравје радово. Значи многу работи ќе се променат. Прашање е дали ние тука ќе закупиме или ќе добиеме и дали со тие царини ќе окренеме нашето стопанство, затоа што оваква ние дишеме на шкрги. И цело време ние трчаме по Европа, а јас сум убеден дека бенефитите не се толку големи колку што ние ги очекуваме, освен оној бенефит да наши луѓе одат Но колку е тоа бенефит? Ние ќе слободно да земат пасоши да можат во Европа да Колку е одат. тоа бенефит? Ама ние сите немаме намера да одиме, ја немам намера да одам во Европа да работам. во Германија. Мојот син исто така не сака да оди во Европа. Татко ми и мајка ми исто не сака да одат во Европа да работат. Тоа не значи дека за тие што сакаат да одат да работат во Европа, ние треба да ја уништиме државата, да уништиме идентитет, јазик, култура и така натаму и така натаму. Значи има и други вредности кои што треба да се штитат на овој народ. И затоа мислам дека шок терапија треба да се прекине и да се бараме други чариња. И веднаш со Англија да се потпише договор. Еве имаме сега ситуација, имаме најави за потпишување на нов договор, дали тоа ќе биде анекс или ќе биде дел од некоја фуснота на веќе постоечкиот договор, ама најавите се дека Македонија ќе потпише некаков договор, некаква спогодба со Бугарија и така да се одблокира членството или датумот за преговори со Европска унија. Ќе помине тоа, ќе Па сега се коалицијата ќе го гласа, албанските партии ќе го гласат. Пак има веројатно апсење, пак има притисоци, пак има подплаќања. Така власта кај нас демократски се развива, односно на балкански начин, како викаше овој. Како се викаше еврокомесарот? Јоханес Хан. Хан. Да, на балкански начин така се решаваат членството во Европската унија, во НАТО. Впрочем, Јоханес Хан, ако нешто научил од Балканот, тоа е како се прави бизнис. Па знаеме дека се отвори истрага за Јоханес Хан околу неговите Тоа не се мешам ја дали се околу неговите оние апарати покер Тоа не ме машини. ме интересира неговите овакво размислувања и неговите квалификации на нашето однесување. Како ве ставот на Гром и ставот на пратеникот на Гром по однос на ова бугарско прашање? Ако судам по ова што сега го кажа, тогаш може да кажам дека сте категорично против било какво договарање со Бугарија. Апсолутно против. Јас повторно ќе кажам, проблемот со викањето дека се фашисти, мислам дека тоа е единствена остапка што треба да направиме и ништо повеќе од тоа. Ништо повеќе од тоа. Каков Гоце Делчев, каква заедничка историја, какви бакрачи. Ништо од тоа. До тука. Така ќе покажеме дека сме држава, така ќе покажеме дека сме нација која што заслужува држава. Се ова друго значи дека сме некоја аморфна маса, а не дека сме нација која што заслужувала држава и така ќе покажеме дека сме заслужили државата што наводно Тито ни ја дал 45, а во спротивно покажуваме дека навистина он не направил и не создал. Ако сега попуштиме пред ова лижавсе што се вика Европска унија. Ако може, Александр, само накратко да ве прекинам,
Последните информации се од поранешен министар за внатрешни работи на Украина, господин Таваков, кој што се обраќа лично до рускиот народ, замолува да го сопрат Путин, бидејќи очекува во наредните неколку часа да започне целосна руска инвазија на Украина. Што ќе значи целосна руска инвазија? Има потенцијал да прерасне во отворена или да речам светска војна? Па обично прво кога маваат авионите, после тоа мава артилеријата, маваат ракетите и после иде пешадија. Секојаш после артилериски напад следува пешадиски напад. А пусто да биде, тие има такви орудија кои те копаат од земја, по 20 метра до стола те вадат, не може да се во ров не може да се скриеш од нив. И Америка и Русија такви ракети имат кои ќе те рокнат, од 20 метра од земја те вадат. Има аналитичари светски, И ако се криеш по земја, што браниш тоа ти? Има Пешадијата ќе дојде? Има светски аналитичари кои што или експерти кои што прогнозираат вака доста песимистичка слика околу евентуална целосна руска инвазија и велат дека е можно тоа да прерасне во Трета светска војна. Има потенцијал толков овој конфликт? Мислам дека не. Мислам дека ќе по мене ќе се оди на воздушни удари и светот ќе, значи дипломатијата ќе побара да се запре, ќе мора да се повлече Украина и западниот светот да ги прифатат овие барања, тука ќе се застане. Нема да се иде до Трета светска војна, ќе воведат драстични санкции на Русија, на кои што Русија е гајле, она е голема држава. Гледаш што ти вика, тогаш не произведувавме ништо, сега све си произведуваме. Соработката со Кина, Пакистан, Индија, Кореја, не знам, Венецуела, Иран, Ирак, Либија, Египет и така натаму. Кога сме кај Кина, Кина најави анектирање на Тајван. Па тоа е стара болка на Кина. Мислам дека таму ќе има американски одговор за Тајван. Овде мислам дека Америка нема да смее на тоа со Русија, ама за Тајван мислам дека ќе има амерички одговор, бидејќи се наоѓа значи блиску до нивниот брег. Мислам океан ги дели, али затоа нивната морнарички сили дека ќе таму ќе има дебел ќотек. Ајде да се вратиме назад на домашна политика. Ситуација во Македонија во моментов, политичка ситуација во Македонија. Имавме избори на кои што опозицијата зема 44 градоначалници. Опозицијата како целокупната опозиција, ви одевте сам, победивте сам на локални избори. Одев со граѓаните, моќен сојуз ми се викаше. Моќен сојуз со граѓаните, така е. Победивте заедно со граѓаните во Карпаш, ВМРО-ДПМН заедно со, да речам, другите коалициони партнери, албанскиот опозицијски блок вкупно победија на овие избори. Очекувате предварени парламентарни избори? И каков би бил евентуален резултат? Ако оваа влада, мислам дека тие мислат дека големо нешто направиле со минималната плата, а сега ќе видат колку фирми ќе отпуштат работници. Мислам дека ако се договорат за покачување на пензиите и ако потпишат некој договор и ако ни дадат некој да го отворат датумот за преговори, мислам дека СДСМ ќе сака да оди на избори, ќе осмета тоа како нивни успех и мислам дека тоа ќе им биде крах. Дали ќе им биде крах, све зависи како опозицијата ќе го искористи договорот со Бугарија. А ако опозицијата договорот со Бугарија го третира, поготово медиумски округло па на ќоше, сакам кажам, не знам речам, и ако води политика ни риба ни девојка, тогаш се да само таа ситуација ќе профитира. А ако сериозно застане против бугарскиот договор, тогаш СДСМ ќе мора да трпи големи штети. И сега како еден од големите лидери на опозицијата, можам да кажам слободно, Кај голем мала партија, голем лидер. Па еден од најголемите, можам да кажам, по влијание. Какви би Па биле... како не третира коалициониот партнер, очигледно дека не сме најголеми по влијание. Нема да навлагам сега у таа дискусија, но да.
Знам на што мислиш, знам на што алудираш. Мислам дека тоа е вака малку по-нефер однос, но ќе го ставиме тоа Од мене? Не, од поголемиот коалиционен партнер, но ќе го ставиме тоа малку за малку. Па големите гледате ли како се нефер? Сега збори за да, за двојни меѓународни стандарди. права, значи големите Сила Бога не моли работа. постојат овакво меѓународното право за малите, за големите они не почитуваат, за нив важат двојни стандарди. Ватикан е најмало. Исто ама е така највлијателен. и исто е така и меѓу коалиционите партнери, таму има исто така двојни стандарди. Каков би бил логичен одговор на опозицијата доколку дојде до таков договор? Сега да не бидам некоректен, значи треба да видиме што договор би подпишале. Нека не кажуваат приказни. Па договорот би бил од она што се најавите, договорот би бил прифаќање на тоа дека ГОЦ е заеднички, дека ние сме 45-та и дека македонскиот јазик е сроден со бугарски. И што сме ние тука победници? Па не сме никакви победници, ама ете ќе влеземе во ЕУ. Ај, што сме ние тука победници? И го зачувавме, а кој може да ми го земе идентитетот? Како ќе го зачуваме повеќе идентитетот ако ми пише дека од 45-та сум македонец, од 45-та сум почнал да зборам некој развален български јазик што се вика македонски, или ако речам марш? Како повеќе ќе го сочуваме идентитетот? Со марш. И затоа треба да се каже марш. Како се викаше Бобо Каров? Ајве, мола марш. Значи, ако го кажеме тоа и ако позицијата застане цврсто на тоа, тогаш може да зборуваме за идентитет. Се ова другото е... Мене ме интересира... И знаете што? Повторно ќе кажам, топло препорачувам едно интервју на Алфа со Искра Трпевска на професорот Чепреганов. На Тодор Чепреганов. Да, граѓаните кои што можат на YouTube да вратат, топло препорачувам тоа интервју, во кој што ќе можете да видите сите тези се прекрасни, а посебно што ми остави впечаток е дека ќе видите неговото предвидување дека е пред да влеземе во Европска унија, бугарите ќе го побарат Гоце Делчев да го вратиме назад во Бугарија. Мене ме интересира, си бил и дел од високото раководство на СДСМ, кога СДСМ стана бугарофилска партија? Мислам дека тие беа партизани, беа... Па сега, откако го тргна Бранко, откако го нема Бранко и Киро, они стана бугарофилска партија. Сеќавате на говорите на Бранко Црвенковски што збореше за Љупче Георгиевски. Да. За него сонцето и изгрева и заоѓа на исток. Да. Тоа беа говори на Бранко и ни викавме браво, како му текна, вака да каже. Разбирате, ама сега испадна за СДСМ сонцето изгрева и заоѓа на исток. На исток. За жал. За жал. За жал и Бранко Црвенковски го немам, не го слушам, нигде го нема. Па го имаше 2-3 пати го даде неколку изјави, еднаш уману, еднаш отворено писмо испрати и го замрзнал. Дека го замрзнал членство. Го замрзнал членството. Во статутот нивни на СДСМ постои ли замрзнување на членство? Па не знам, ја не сум. Не знам дали постои, ама смешна беше тезата дека го замрзнал членството. Знаете што, кога некои членови на СДСМ ќе ми приговараат дека сум го напуштил СДСМ, ги прашувам кај ви е Бранко? А кај се луѓе? Гледате дека јас сум бил пред времето, јас сум го напуштил, по мене Бранко дошол. Кај има замрзнато членство, статут некој? Некој го ферма Бранко, го опрашува у СДСМ, е во некој орган, почесен, ВМРО барем има почесни председатели, ова. И ги укина, и тие, и ВМРО ги укина. А и ВМРО ги укина, значи и они, да. Да, почесните председатели, и тие се укинати и таму. Мислам дека ги исцрпивме сите теми, освен ако нема нешто што друго да се докаже. Александар, ако може една кратка констатација околу СДСМ само да направам, јас не знам дали станува збор дека СДСМ се повлекло од своите идеолошки корени или пак станува збор за еден поданечки менталитет кој што го има во таа партија, односно во врвот на таа партија, нели, се е слугувало некогаш на Белград, кога било Сојуз на комунисти, сега после се слугувало, не знам, сонцето изгревало на исток, па сега изгрева на запад. Значи, јас мислам дека... Не изгрева и заоѓа на исток. Да, јас мислам дека станува за некој, можеби, поданички менталитет, едноставно си го бараат газдата. И бараат некој да им каже што да прават,
каква политика да Ама водат. точна ли е таа теза? Точна ли е таа теза? Имаше ли Која? таа теза дека за СДСМ командите доаѓаат од Белград и никакво Не. Вие можете да видите дека, значи јас, ако извадите еден мој говор на изборите 2016 во Прилеп, таму ќе видите што ви кажувам, дека штом СДСМ дојде на власт, одма ќе видите, ќе дотрча ММФ и Светска банка. Тие одма дотрчаа. Ќе ги интересира само надвршната политика. Внатре за народот не ги интересира. И тоа еве имаме нов премиер. Вториот работен ден отиде во Бугарија, у Софија. А овде, како што викате, прашање дали ќе имаме брашно, прашање е струја се покачува, цени растат, струја нема, криминал цвета. криминал цвета и така натаму. Најбитно прашање ние со бугарите. Зашто е најбитно за нив прашање? Ако случајно некој договор кој што може со пиар тактика, значи овие што се нивните мегафони ќе лапнат паричка по 2-300.000 евра и со таква халабука да направат дека прекрасен договор сме направиле, еве добиваме придобивка, влегуваме во Европа и така натаму, и тоа е единствената сламка за која што треба да се фатат и демек тоа ќе биде главната реторика во новата изборна кампања. Спомнавте коалиционите односи. Гром не доби... Не ги спомнав. Па добро, ги спомнавме двојните стандарди, по како се однесува посилниот. Гром доби некое предпријатие, да води некоја градска управа? Па не би рекол посилниот, побројниот. Дали сме посилни? Посилна е идејата. Чија идеја е посилна? Може некој да биде поброен, ама идејата е... За твојата идеја за праење ајвар за време на референдумот беше посилна од реториката на најголемиот број политичари. Да. Значи цел све стоеше зад нив. Мојата идеја за правење на ајвар и прогласување ајвар ден беше посилна и не успеа референдумот. Еве. Може би нема да се преценува, ама еве. Едно тронче сум придонел за неуспех на референдумот. Идејата нема посилна од идејата. Ај вака сега да ви кажам. Кога 37 година дошол Тито начелно комунистичката партија функционирала во тројки. Значи таа била илегална организација. За да колку 3 и 5 години, за 8 години стане доминантна идеологија и ја превземе државата. Значи војска, полиција, држава, устав, све за 8 години. Знаете ли што значи идеологија? Или не знам, првиот пат кога бил разбиен Фидел Кастро, со 15 негови соборци избегал во латиноамеричките планини, за да 3 години подосна на тенкови качем влегува у Хавана. Од идејата нема ништо посилно. Има ли пасте, идеологија? Тогаш без посредство на масовни медиуми. Има ли идеологија во Македонија? Живее ли уште некаква идеологија, било каква? Освен на капиталистичката идеја, грабни се што можеш. Таа брутална капиталистичка идеја. Па, видите, социјалдемократската идеологија не можам да ја препознам. Мислам дека она ВМРО-ската идеологија постои, ама кај дел од членството. Дали постои кај раководството, мислам дека под притисок на странци, не знам, на странски партнери, така натаму таа лавира и мислам дека кај нас во моментов идеологија која што екзистира, таа е главна. Нормално дека има и споредни идеологии. Ова го прашам затоа што на почетокот ја споменав онаа идеологија социјалистичката, левичарската идеја која што полека но сигурно се претвара во капиталистичка идеја, барем на раководството на таа политичка опција. Еве нема да ја спомнам, нели, се договоривме да не шпекулирам кои се тие луѓе кои што земаат, се договараат со бизнисот да му помогнат при добивањето на оштети. Ако немаме понатаму што да искоментираме, ја предлагам тука да ја затвориме оваа емисија. Јасно, во ред. Ние како одевме од клупи и не знам што, на ракетите во Русија, па од ракетите во Русија... На Васко Евтов? На Васко Евтов, па од Васко Евтов се вративме на македонската политика. Милош, сакаше нешто да кажеш? Да, во моментов
со шифрирана порака украинската армија прогласува Груз 200. Тоа е шифра за мртви, значи војници кои што во лимени сандаци ќе се изнесуваат од близина на селото Николаевка. Тоа е Кога ги областа убија, кога ги Донецк. преброја, кога ги ставија во лимени, мислам Да, така е. значи тоа е шифрирана порака која упатува дека има веќе смртни случаи мртви. Нема телекомуникацијска мрежа веќе во цел Донецк и на сила е вонредната состојба во цела Украина. А тоа заборев да кажем. Значи, како се вика, таа телекомуникацијска како се кажа, блокада на телекомуникациите, тоа е значи сајбер војувањето, тоа ќе дојде до полн израз. Значи све што е кај нас електроника дојде. ќе биде блокирано. И кај нас дојде пред недела дена, кога на наша шефицата од трафостаница Скопје 2 и пукна далеководот, заради тоа што пуштила проток на струја од 400 киловолти на далновод кој што има капацитет 110 110. киловолти, и тоа на електрична енергија која што е купена од европски пазар и е транспортирана на далеководот Ниш Штип. Да, шефицата не верувам дека. Ма таа мора да даде наредба да се уклучи далеководот. Проблемот е тука што ќе исклучиш таа 400 киловолтна овакво електрична енергија, ќе ја пренасочиш на 400 киловолтни далеководи, дефектот ќе го поправиш, ама овде сајбер војувањето, тоа значи кога ќе сакаат, они ќе ти пуштат тебе да ти работат телефоните, да ти работат радарите, да ти работат... Нас не треба никој да ни ги блокира, ние сами ќе се изблокираме, сами ќе ни ги си ги бутнеме и телекомуникациите, и струјата, и све. Значи, до тој степен сме дојдени. Можам да констатирам дека меѓу овие 1000 гледачи кои што ни следат во моментов имаме и низа на партиски ботови кои што сега се активираат по моабетот околу коалиции и такви работи. Добро е што ботовите не следат, за нив и постоиме да пренесат кај шефот. Екимовски тука ја одјавам емисијата. Да живеат ботовите. Да живеат ботовите слободни со платичка, вака малце поише неки ме згодемат, сега минималната 18.000 неки им дигнат. Без нив не може да бидат да постојат партии. Така е. И не може шефот да биде највелик, ама кој ќе падне тој, Ќе он ќе биде најцрн, а новиот ќе биде најголем. Да. Тоа е задачата на ботовите. Па ќе си најдат и нов шеф и нема да ги коментирам натрепартиските односи, натрепартиските како се вика работни задачи. Тука ја завршуваме оваа емисија, ова издание, втор термин на тешки муабети, кој што ќе оди секоја среда на Инфомакс. Редовен гостин ќе биде Стефчо Јакимовски. Следната среда следете неповторно. После оваа емисија ќе оди уште еднаш емисијата на Бетмен Велит, која што беше блокирана додека одеше во живо заради авторски права од Sky News за онаа снимка од цар Борис и Адолф Хитлер. Емисијата беше блокирана и избришана, ке ја пуштиме повторно да ја изгледате. Многу интересна емисија. Следете не во петок со интервју, ексклузивно интервју кое што го најавувам сега со бизнисменот Сергеј Самсоненко. Ќе го прашаме како се чувствува во Македонија додека Славјанка е министр за одбрана и дали како почесен конзул имал комуникација со претседателот Путин и дали Путин е исплашен од Славјанка. Останете со здравје, следете Инфомакс, тешки муабети, Јакимовски. Поздрав. Поздрав до гледачите, благодарам на Инфомакс за одвоениот простор. Еве малку и се наш пошегувавме. Па да, тешки муабети се тој формат на емисија, Дури сега го сваќам форматот на емисијата и смислот на емисијата на крај. Ама е најгледлив. Добро. Поздрав, останете за здравје и се гледам. Ја прашам. Текстот на предлогот на Адев, порад, Пративме да чува.